вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Секретарот за одбрана Роберт Гейтс вели дека американските трупи нема да се заминат од Авганистан без оглед на исходот од проценката за стратегијата што ја врши председателот Барак Обама. А Северна Кореја вели дека е подготвена да се врати на шестраните разговори за нуклеарната програма, но само доколку е постигнат напредок во разговорите со САД. За овие и за другите вести во првиот дел од емисијата. Американските војници нема да се повлечат од Авганистан без оглед на тоа каков ќе биде резултатот од прегледот на војната стратегија што го врши председателот Барак Обама, кажа секретарот за одбрана Роберт Гейтс во интервју објавено синоќа на CNN. Владата според Гейтс решава за наредните чекори напред што ќе диктираат како да се победат милитантите на Талибан. Обама на иста тема денес ќе разговара со конгресни представници во Белата куќа. Северна Кореја е подготвена да се врати на шестраните разговори за нејзината нуклеарна програма доколку дојде до напредок во диалогот со САД. Ова го предложил севернокорејскиот водач Ким Џонг Ил на средбата во Пјонгјанг со кинескиот премиер Вен Џиабао, јавуваат државните медиуми на двете земји. Северна Кореја се повлече од разговорите во кои учествуваат и Кина, Русија, Јапонија и Јужна Кореја во април, откако Обединетите нации го осудија нејзиното тестирање на проектил со долг домет. Американската државна секретарка Хилари Клинтон во заедничкото интервју со секретарот за одбрана Роберт Гейтс за CNN ги оцени минатонеделните разговори на светските сили со Иран како делумно успешни. Клинтон рече дека средбата резултирала во 3 договори што даваат време да се процени иранската посветеност на преговорите. Согласно нив, Иран треба да испрати ураниум во странство на процесирање, да дозволи инспекции на нуклеарните капацитети и да учествува на наредната средба подоцна месецов. Американските научници Чарлс Као, Вилард Бойл и Џорџ Смит добија Нобелова награда за физика. Као е награден за откритието за испраќање на светлосни сигнали на долга далечина преку оптички кабели што помогна интернетот да се прошири низ цел свет, а Бойл и Смит за изумот што овозможи фотоапаратите да фаќаат слики електронски наместо на филм. Неделава во САД започна вакцинацијата против свинскиот грип. Според Светската здравствена организација, од вирусот H1N1 до сега починале преку 4000 лица. Прилогот што следи прави споредба на сегашниот свински и претходниот птичји грип. Свинскиот грип H1N1 брзо се шири низ северната хемисфера, додека бројот на случаи во јужната започна да опаѓа. H и N се двата типа на протеини содржани во опасните вируси на грип. Ден Рутс од Американскиот центар за контрола на болести вели шансите за умирање од сегашниот свински грип се под 2%. Кај повеќето ова навидум е благо заболување. Благо, но може да биде смртоносна. Бремените жени се особено изложени на ризик. Според центарот, најмалку 100 биле хоспитализирани, а најмалку 20 починале поради грипот. И младите се на удар. Грипот заврши трагично за 2 тинејџерки, една во Мериленд, друга во Тексас. Во последните недели, вообичаено здрави деца починаа од заразата. Ризикот од умирање од свинскиот грип не е поголем од оној од сезонскиот, но проблемот е што многу луѓе немаат имунитет на свинскиот, така што вирусот брзо се шири. Иако на почетокот наречен свински, сега се чини дека тој не се пренесува преку овие животни. Во моментов ова е болест на луѓето, не на свињите. Рутс вели дека здравствените власти веќе известно време очекувале пандемија, но дека ќе дојде од Азија, а не од Мексико. Птичиот грип траеше подолго време. Сметавме дека вирусот ќе мутира така што ќе се пренесува од човек на човек и дека ќе предизвика нова пандемија. Наместо тоа се појави свинскиот грип. Повеќето кои добија птичи грип биле во контакт со заразени птици. Од 2003 наваму имаше помалку од 500 случаи, но смртноста е 60%, а поголемиот дел од жртвите се во Азија. Властите ревносно презедува мерки на уништување на заразена живина и вирусот не мутираше така што лесно би се пренесувал меѓу луѓето. Во својот нов документарец «Капитализам», љубовна приказна, режисерот Мајкл Мур го свртува вниманието на една од најспорните теми во САД денес – економската криза. Еве го освртот на мој филм. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG.
Во Капитализам, љубовна приказна, Мајкл Мур ја пропагира тезата дека неограничената алчност ја втурнала средната класа во САД во најдлабока финансиска криза од големата депресија. Во освојствениот театрален стил, Мур вината ја фрла на банките и другите финансиски институции. Еве како функционира. Прво, кажете им на собствениците на домови дека банката може да ја користат само за да извадат што е можно повеќе пари. Само треба да рефинансира. Сите го прават тоа. Секако на стотиците страници со ситно напишани букви се кријат вешто напишани клаузули што на банките им дозволуваат да ги зголемат каматните стапки на ниво за кое не ни сонувавте. Во одредени случаи тоа е толку високо што не ќе можете да си го отплатите заемот. Но ворете, ако не можете да плаќате, едноставно ќе ви ја земеме куќата. Недвижините се само еден сегмент од кризата, тврди Мур, и навидува дека владините лица, заедно со извршни директори на големи корпорации, креирале црна слика дека финансискиот систем ќе колабира без голема владина помош за банките, што потоа беше доделено од парите на даношните обврзници. Облечен во препознатливиот стил, со бейсбол капа и фармерки, Мур чука на вратите на големите корпорации, барајќи одговор и барајќи ги парите на народот. I'm going to take it back to the U.S. Treasury, right in this car. It's safe. You can trust me. Мур доволува слика на средната класа во САД, што ви го крши срцето. Вредни луѓе што не можат да дојдат до работа, да стават храна на масата и да ги отплаќаат своите домови. Мур покренува прашање за етиката на капитализмот, што го опишува како нерегулиран економски систем каде што малкумина добиваат максимум профит за сметка на многумина. Јас не сакам да поттикнам дискусија на тема капитализам наспрема комунизам, туку само да се навратам на нашите основни корени, на она што Томас Джеферсон и Бен Франклин го кажа за демократијата. Правото на глас, вели Мур, е најефикасното оружје на народот против злоупотребата на власта. Неговиот документарец не нуди економски алтернативи, ниту докази за наводите за корупција во корпорациите. Тој не бара интелектуална расправа, туку сака да поттикне темелна реакција. Така се надева Мур, американците ќе се разлутат доволно за да сторат нешто за ситуацијата во која се наоѓаат. Утре во Newsflash. Кина, царска храна за обични луѓе. Тоа се за денеска, ова беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска, ви благодарам на вниманието за сите најнови содржини, како погледнете на нашата веб страница гласнаамерика.com. Пријатна вечер.